Иначе многу го сакам сексот. И највише сакам она за време на секс, она партнерката која вика. Оти ако не вика, ми доаѓа као да се сексам со златна рибка. Она тија плескаш, она... До душа има само еден тип на жени што ме палат која не викаат за време на секс. Тоа се ние што додека ги сексаш од позади, од што им е убаво ја бутаат вака раката до лакту уста вака и само испуштаат глас као гладен муфлон вака. Според тоа, како викаат жените за време на сексот, оргазмот се дели у неколку категории, а сега нема да ви ги кажам сите, ќе кажам неколку од нив. Еве, например, имате прво самоубиствен оргазам. Тоа е она, ти ја сексаш, а она ти вика... Удри ме по газот, удри ме, немој да ме штедиш. Немој да ме штедиш кога не си ме правел. Ајде сега искупи ме како кокошка. Искупи ме како кокошка и надени ме на раженот. Така. Мавни ми сега бокс. Немој да се тепаш толку силно, грубијан еден. Имате после овој наркомански оргазам. Тоа е она. Ти нели ја сексаш, она... Ау, човече, како ми го ставаш, еј. Ау, вака како тебе до сега никој не ми го ставал. Ау, човече, ти ко ми го ставаш, треба не расте. Ау, човече, како го ставаш? Шо? Уште не си ми го ставил? Па стај ми го веќе еднаш, немој да ми го губиш времето. Али мене ми е коњак оној музичкиот оргазам. Тоа ти она, ти нели ја тресеш ова, а она вика: свирни ми го форте, отвори ме со твојот дебел виолински клуч, дрндај на мене како на гитара, дрндај ме во едур, сакам да свирам на твојот дебел кларинет, искористи ми ги цицкиве за чинели, свирни ме со гудалото како прва виолина. Кога сме кај првите виолини, оваа првава виолина на СДСМ сака да биде прва виолина на државата. И затоа летово реши да спие по селски куќи. Кампањата беше уколку по селска куќа преспиам, толку сум поблиску до народот. Само како никој од тие околу него не му каже дека џаве ќе шета по селава, бе, нема никој да најде таму. Сите од целата у Скопје се дојдени. И сите тие сакаат барок рококо. И никој од нив повеќе не сака да слуша кукурику. Без разлика од него, па овој другиот неговиот опонент, што е на власт, овој Луј први Портокаловиот. Он не е толку не идиот да иде по селски куќи. Он си идеше на инвестициски роудшоу, прво у Русија, после у Америка. Нама ко бил со свитава во Америка, американциве погрешно разбрале, сватиле дека овие не доаѓаат на инвестициско роудшоу, туку на родео шоу, па ги зајавале. После некако се разбрале, ама било касно. Барем, нели, за овие нашиве. Инаку, минатата година помина во знакот на тепачките во новите аутобуси. Значи, албанци ќе влезат, ќе дојат на некоја рисијанска линија, ќе влезат во некој аутобус кај што има македонци, ќе ги збумбарат од ќотека. После некој ден имате вратка Мило за драго. Доаѓаат, нели, македонци, влагаат во аутобус пон со албанци и прават реденка таму. Овие на медиумиве кажуваат, вика, овие што тепале биле насилници. Абе, луѓе, тие не се криви што се тепаат у новите кинески аутобуси. Криви се тие што ги купија. Купија кинески аутобуси и сега се чудат зашо патниците во нив се тепаат со карати и со шипки. Па тогаш нека купеа француски аутобуси, ќе се тепаат со лепези. Така да подобро што купија кинески аутобуси. Замислете што ќе беше да купеа грчки аутобуси. Па тогаш секој ден на аутобусите ќе имаше геј парада.
Али, пошто нели тепачки автобуси, народов нели изгуби желба да користи јавен превоз, нели така? И сега владава мора да направи кампања да врати довербата на патниците во јавниот превоз. И јас еве тука сам се нудам да помогнам со рекламни слогани за таа работа. Еве, например, смислив еден ваков слоган со кој што ќе се врати довербата на патниците во јавниот превоз. Вака иде. Ако преживеете 2 возења со двојка од Сарај до Аутокоманда, третото е гратис. Осмели се, зашто и ти си во Македонија. И имам уште еден слоган, тој исто добар, тој ем ќе ја врати довербата на патниците, ем ќе го намали бројот на самоубиства у Македонија. Тој иде од прилика вака. Наместо да кренете рака на себе, влезете во автобусот со број 41 и ќе го добиете тоа што го барате уште на следната станица. Ако случајно преживеете, ги враќаме парите за купениот билет и ги сносиме сите болнички трошоци до следното ваше возење. Осмели се, влези во автобусот број 41, зашто и ти си во Македонија. Од мене толку, мили мои. Добро е што главата се уште ви стои. Фала.
Струмица! Јас сум од Куманово и од Куманово до Струмица, абе не може да се разбереме. Еве што ми се случи летоска. Летам од Софија за Милано. И седам на аеродром во Софија. И има италијани на аеродром. И се седам на аеродромот и ги слушам позади мене мајка татко 37-8 години, детенце 10 години. И прават муавет италијани околу мене прие, викам ништо не разбирам италијански. И детево вика од позади. Збори со мајката нешто на италијански. Mamma, perché tu non lo sai, ne segni quanto 39 diciedi? Викам, гледај, ништо не ги разбирам. И мајката му враќа. No, sine, no, e che per dire, zашто татко ти што ти кажал таму што си направил? Викам, чекај малце. Па детето прашува нешто. Мама, perché lo di per lei, da ti и мајка му враќа. Sì, no, татко не ти кажал така се. Мислев дека разберам италијански, Струмичани бе! Од Ново село или од Босилово, не съм сигурен, диалектот не можев да го опатам. Значи, добре дојдовте на вас што сте тука, добре дојдовте на ние што се уклучени на интернет. Знаете дека ова е Сашко веб шоу, првото шоу кое што оди само на интернет и оние што се онлайн може да го видат. Тоа е поддржано од T-Mobile, најдобриот мобилен интернет. Да ви кажам дека овде завршува оваа турнеја низ Македонија. 5 дена се дружевме Тетово, Куманово, Скопје, Битола и еве завршуваме во Струмица. Многу ми е драго дека сум тука вечерва, а јас се обидов денеска пишувајќи седејќи овде онде, ни сите места ни Струмица имам седнато, да напишем и да видам што се сте напишале во една тема се тоа да го скажам. А темата беше на интернет што најмногу ме нервира. Вратарите ме нервираат. Цело време финтата им ако не ќе те пуштат, само парови. И ја ако влезам случајно, ако те пуштат, едва ако те пуштат, што очекувам внатре да видам само парови се лапаат. Само парови внутре. Кој сака од диско да има само парови, бе? Тие што имаат чуп нос ваков, тоа значи дека многу ги враќале на врата. Не може само парови. Па како ме нервира женски кога ќе излезат у град со тоа ташните. Ташно внутра тока, ташно. Што носите од тоа ташните, бе? Па некои вакви долги ташни. Што носите? Синтесайзер. Песна ма ја знам. Пуна ташната со глупости унутра. Пиджами носи, бе. Не се знае кај ќе преспие. Узем ја пиджамче. Кој ќе зазвони мобилен, кој ќе почне да ровари по ташната. Побитни број е, ќе почне да ровари по... Звони телефон, на представа звони телефон. Одно знам на представа кога сум у публика дека на женско му звони телефон. Ровари, пре живот на Марс ќе најдат, него на мобилниот. И како ровари по ташна, прво огледалцето и шминката. Па после ми ало, да, на представа сум, кажи. Можам да зборам, бе? На представа сум, да. Да, сестро, на представа си. Тоа сакам да ти кажам. Добро, нас обрати си гаранта влезена, но тоа не е битно сега. И знаеш што исто ми нервира? Фармерки. Па тесни некои фармерки облечени. Демек послаба сум сега фармерки, бе. Тесни, тоа, знаеш кога ги има облечени тие фармерки? У 4-то оделение. Дома кога ќе однесеш, со штемајс треба да ги вадиш. Со штемајс не можеш да ја се облечеш. И знаеш што исто ме нервира? Кога се тетовираат, демек кинески букви. Што е, бе, тоа се толку кампањи направија за кирилица, они кинески букви. Па кога ќе се нашараат со кинески букви, као меню кинески ресторане. Добар ден, изволте, дај ми од ова овдека. А за мене? За мене ако може од ова овдека, молим. Ме нервира вегите кога ќе ги нацртаат. Као ние не приметуваме дека се нацртани, а? Сега ќе ги нацртам вегите. Добро. И што, ние не гледаме дека се... Сега ги нацртам, многу убави ќе ми биде. Ако сака дечко да ќари, едната подоле, едната погоре. Овакви се вегите нацртани. Тоа е исто као ја да нацртам стомачни овдека.
Никој нема да примети на плажа. Или да нацртам нешто друго подоле. Со маркер, као, нема да приметат. Ке се соблечам вечер, ке се извадија памет. Ау! Вегата нацртана, кога ќе се разбудиш од сабајле, си избришаната вега. Од памет да ти извади. Многу работи. Ми да види Долен Веш. Со девојка ми гледаме, Долен Веш, Викторија Секрет. Еле што убав Долен Веш. Кој викам убав Долен Веш? Ово е Викторија Секрет. Но нормално ли си 28 квадрата ми е станот, как ќе ги совере крилата му, будала една. И ќе влезеш кај пича, вие застанале тука, нешто со ташните, со све испонаправени. И ќе застанат тука на шан и ја ќе им пратам пијачка. Ќе отиде келнер и праша што ќе пиете од дечко, они не ќе ништо. И келнерот знаеш што им вика? Абе, не е фудбалер на репрезентација на Република Македонија. Глумец е, не се секира. Они за тоа некад, кој е од репрезентација да не е некој фудбалер? Не сакам ништо. Што ќе пиеш? Од дечко, што ќе пие? Кој ќе им каже. Исто као кога ќе се свртат вака лошо, као да кажат келнерот да глумецов каже да се соблечете, сака голи да ви види. Пијачка ви праќа. И носи келнерот по една пијачка и застанува тој на шан, ќе зима пијачката. Едно живели не знае да ти направи. Едно живели не знае да ти направи. И се враќа келнерот, викам, одеси. Колку треба платам? 1500 денари. Викам, ти цел шан го почести или? Не бе, двете. Па што нарачава, викам, викенд у Солон.